Ние сме назад во студио 1, а како што најавивме на самиот почеток, сега веќе ни се придружи господинот Илија Пиперковски, портпаролот на општина Охрид, и доколку може да се рече одговорен за културните случувања и се она што е од областа на културата во општината. Господин Пиперковски, добре дојдовте во нашето студио. Меѓутоа, пред да преминеме на темите за ревитализација на Охрид како еден од главните туристички центри во Македонија, како еден од најзначајните културни места на културните збиднувања во Македонија, неизбежно е прашањето кое што денеска се отвори со денот на Охридското езеро. По активистите го потегнаа прашањето за мораториум за инфраструктурни објекти во регионот на езерото и на самата ривиера. Како вие го коментирате ова нивно барање, бидејќи тие веќе неколку пати апелираа за престанок на градење на Охридското езеро и околу? Тоа е, знаете, да прогласите мораториум, значи да нема градби воопшто. Тогаш како самата општина би се финансирала. Ево, например, да ги запознаеме гледачите, и од УНЕСКО дојде една препорака додека не се ревидираат сите урбанистички планови да нема градба. Ама не, тоа не значи дека сите урбанистички планови немаат соодветни дозволи. Мислам дека имаме ефективни урбанистички планови кои може да се работат. Не само на самото крајбреже, по источниот брег, туку и во цела околина на општина Охрид. За сега нема подпишување на легализација, градоначалникот не подпишува, се додека не дојдеме на едно соодветно ниво со УНЕСКО и граѓаните може да бидат мирни дека нема да има ширење, а градот мора да се шири. Знаете, од една страна не можете да го спречите цивилизацијскиот чекор на градба. Мислам дека постепено ќе се шири тоа градење, се разбира со сите препораки кои се и од страна на владата, а и од страна на препораките на УНЕСКО. Така, УНЕСКО веќе и соопшти дека статусот на Охридското езеро веќе не е загрозен како што беше порано, меѓутоа дадоа дел од препораки што треба да се направат, практично тоа беше во околу хаосот во документацијата. Почнавте ли да ги имплементирате тие препораки? Да, и можам да ви се пофалам како општина дека и веќе, знаете, претходно никој не ни работел на оваа тематика. Може да гледале личен интерес, не знам, не можам да коментирам, ама едноставно како да било тргнато сето тоа настрана кои биле препораки на УНЕСКО. Градоначалникот на општина Охрид, професор доктор Јован Стојановски, ефективно работи на усвојување на сите забелешки кои минатата година во Варшава се издаде извештајот и работиме на тоа сите еколошки проблеми во текот на оваа година или на наредната да можеме да ги средиме. Кога изборуваме за еколошки проблеми, изборуваме исто така за реката Сатеска, пренасочување во старо корито или пак решавање на проблемот со колекторскиот систем кој на голема мака е на Охријани. И се надеваме дека дали оваа година или текот на наредната година и овие проблеми ќе бидат решени. И само уште едно прашање околу оваа тема. Ревизијата која што ја почнавте по стопираните проекти од претходната власт даде некакви резултати? Имате некакви податоци до сега околу она што е направено, а што е на штета на самото Охридско езеро и на регионот? Имаме извештај, но чекаме пред се стручната јавност да си го каже своето мислење. Сепак има организации, без разлика дали се владени или невладени, кој на тоа им е работа. Ние само како општина сме сервис кој треба да ги привериме тие извештаи и врз основа на тие заклучоци да постапиме. И градоначалникот, една од основните идеи е покрај тоа што сакаме активно учество во сите процеси, во исто време сакаме да градиме и стратегии. Без разлика дали е стратегијата за туризам која работиме со Swiss Contact, или пак стратегија за спорт, или пак сообраќајната студија како да го решиме проблемот со сообраќајот во Охрид, оваа година ги решаваме тие проблеми. Да, и денеска на денот на Охридското езеро можеме ли да зборуваме за проекти кои што се од општината, а во насока на зачувување на статусот кој Охридското езеро го има во светот, што вие преземате за да нели повторно го атрактивизирате и да го вратите духот на Охридското езеро? Работиме на повеќе нивоа, пред се главна насока ни е решавање на проблемот со колекторскиот систем. Имаме поддршка од страна на владата на Република Македонија и се надеваме дека што поскоро ќе дојдеме и до решение за да имаме пред се чисто езеро.
Не е како досега кога се работи со 20 и 30% од капацитетот и се случуваат нон-стоп санации и поправки. Туку сакаме едноставно овој проблем веќе да биде решен и да одиме да работиме на други проблеми кои се битни за граѓаните, а треба да се решат. Вие всушност, можеби поголемиот дел од јавноста веќе знае, сте всушност режисер кој што има снимано филм во вашиот роден град. И дали можеме да кажеме дека ваквите аудиовизуелни проекти, аудиовизуелната уметност помага за привлекување на туристи во градот? Како не, во Охрид имаме и филмска академија. Секоја година се запишуваат еден куп студенти, не само од Македонија, туку и од странство. Денеска сите имаме мобилни телефони. Секој на секој начин гледа и да го промовира со самото сликање, со самиот момент што е дојден во Охрид, со самите слики прави промоција. Се разбира дека сакаме Охрид да биде една филмленд дестинација во која јас сум охријанец и желба голема ми беше да снимам целосно филм во Охрид. Претходно мои колеги снимале сегментарно во Охрид, зависи по потребата. Но се надеваме дека ќе дојдат и ќе привлечеме други странски продуцентски компании кои без разлика во кој дел од годината ќе застанат и ќе снимат игран филм, документарен филм. Битола е толку блиску до Охрид, пак Битола постои една веќе изградена инфраструктура. Градот на браќа Манаки фестивалот. Да. И знаете, многу мала земја, ама многу живописен крај. И се надеваме дека ќе работиме и на привлекување на странски продуцентски компании. Практично сакате да кажете дека е Охрид непресушна инспирација за вас, претпоставам како режисер, меѓутоа пред да преминеме околу деталите за тоа што вашиот филм има за цел да ја представи на јавноста, предлагам да погледнеме мал видеоклип околу филмот и снимањето. Режисерот Пиперковски, во косиот разговор што го водевме завчера на Сараиште, меѓу две филмски клапи, каде се снимаше поголемиот дел од неговиот филм. Многу сум задоволен од снимениот материјал, од соработката со екипата, од играта на актерската екипа. Чинам дека направивме убав материјал, можби повеќе од планираното, но сепак мислам дека направивме убава работа. Соработката течеше во најдобар ред, од причина што ние како екипа на филмот работиме скоро цела година заедно, а снимањето беше само реализација на однапред подготвеното, ќе рече Пиперковски. Веќе рековме, поголемиот дел од филмот, кој се снимаше на локации на Сараиште, во Канео, низ улиците на стариот дел од градот и во блиската околина, се реализираше во истата куќа и дворното место на Сараиште, во која во 1960 година се реализираше и култниот филм Мирно лето. Затоа го запрашав режисерот зошто повторно во истата куќа по 57 години престојува филмска екипа во истиот објект. Кога го биравме објектот, не ни помисливме на тој момент. Едноставно гледавме објектот да одговора на нашата приказна, која воопшто не наликува на споменатиот филм. Но, еве, сепак нека биде ова некаква наша посвета на првата македонска комедија, рече Пиперковски. Снимањето на филмот завршува во недела, со снимање на неколку ноќни сцени во една од куќите на брегот од населбата Канео. Според зборовите на монтажерот Данчо Стевков, работата на постпродукцијата на филмот, која што ќе трае 8 месеци, покусиот одмор ќе започне со грубата монтажа на филмот некаде на почетокот од јуни. Останува на екипата која стои зад овој филмски проект да им посакаме успешна работа, а на режисерот Пиперковски да го одстанува својот сон до крај со успешен филм кој што ќе се памети. Што го погледнавме, претпоставам дека се работи за филм кој што
носи порака, освен тоа има за цел да им ги представи убавините на Охрид на гледачите, но која е пораката која што ја носи зад себе филмот? Па филмот се вика Наследство, соработен наслов Дедо и внук, и сега имате однос на конфликт на генерации. И самиот наслов кажува за што станува збор, некој наследство треба да се остави, само ќе оставам на гледачите да дојдат и да видат за какво наследство станува збор. Филмот го снимав минатата година, веќе една година ми е во постпродукција, за скоро сум готов, ми остана само уште многу мали ситници кои треба да ги досредам. Во овој момент е пуштен на поголемите филмски фестивали, Локарно, Венеција, па дури балканските Сараево, Солун. Па се надевам дека некој ќе види интересно нешто и ќе го прими на фестивал, на еден поголемите фестивали. И овој филм кој го сонував, не знам, кога се запишав на академија. Така, ви се исполнил сонот. Па не само што ми се исполнил сонот, туку и кога се запишав на академија, бидејќи имам завршено во Романија, таму имам и постдипломски завршено и докторски студии, се прашував што ќе направам кога ќе се вратам дома. Знаев дека колегите има снимано само сегментарно, а никој нема снимано цел филм, и знаев дека нема никој снимано и документарен филм во Охрид, ама документарен о научно-истражувачки карактер. И се снимав и 5 епизоди за Охрид од праисторија до ден денес. И овие два филмови некако паралелно ги работев 4-5 години како реализација, но како мисла ми беа, не знам, некои си 12-13 години. Тоа е проект, документарниот филм е проект кој што допрва треба да го видиме? Не, документарниот филм, кога го снимав играниот филм Дедо и внук, тогаш и правев и промоција на документарниот филм. Е во соработка со Македонска радио телевизија и еден од, така да речам, покапиталните проекти кои сум ги фатил да ги работам, бидејќи слоевито раскажувам континуитет на живот од праисторија до ден денес. Бидејќи веќе спомнавте дека филмската уметност, меѓу другото, го промовира градот Охрид конкретно и привлекува туристи. Дали можеби со општината, па можеби и со владата сте разговарале околу евентуално финансирање на филмски работници, режисери млади кои што сакаат да снимаат и да ги промовираат она што има да го дадат нашите градови? Да, сепак постојат разговори, но имаме ние исто така и агенција за филм, која 2 пати годишно објавува конкурси на кои сите заинтересирани луѓе кои имаат добро сценарио, продуцент кој веќе работел претходно филмови и режисер кој има визија. Да, но досегашното искуство покажа дека тоа одеше селективно по одредена линија. Дали сега можеби веќе уметноста е на прво место кај агенцијата за филм? Знаете, пак излегуваат нова генерација на режисери, помлади режисери кои знаат да направат филмови со многу мал буџет. Филмови кои во суштина се многу содржајни, социјални приказни кои ни се на секојдневни, ама може да бегаме од таа реалност што не сакаме да се соочиме. Дедо и внук е многу конкретна приказна. Сите сме пораснале со баби и дедовци. Знаете како таргет е горе-долу практично за да може сите да се поврзат со се разбира, ама содржината. Да, знаете, последнава генерација на македонски режисери кои се појави и направија филмови, направија разлика да има. Без разлика колку и да бидат мали финансиските средства, се покажа дека филмовите освојуваат награди. Да, впрочем, како што беше со Исцелител случајот. Не само Исцелител, тука ви и филмот Џган, тука ви и 3 дена во септември, допрва ќе излезат уште неколку филмови. Годината на мајмунот, доколку Годината на мајмунот, да. И допрва ќе излезат уште неколку филмови од дебитанти и допрва ќе се снимат уште неколку филмови на дебитанти. Така да мислам дека пред се спортот и културата, а и филмот се едни од големите амбасадори на било која земја. Така, јас ви посакувам успех со вашиот филм и сега ќе преминеме на она што е значено околу Охрид и престојната туристичка сезона. Какви се вашите очекувања, бидејќи со оглед на тоа, со оглед на фактот дека изминативе години имавме, ми се чини, поголем број на странски туристи од домашни, што не беше случај во минатите години, некако можеби Охрид кај домашните туристи го губи тој сјај. Како што планирате за престојната сезона за да можеби привлечете освен странци и домашни гости? Па, ако го земеме пред се сферата на културно-уметничкиот живот, ова година ќе имаме прилично доста
интересна понуда. Да, Охрид е познат по сценско-изведувачките уметности. Предпоставам и оваа година агендата е полна со такви проекти што секој може да се погледне летово во Охрид. Да. Имаме стварно многу интересна понуда за сите вкусови, за сите слушатели на музика и сите луѓе кои сакаат да уживаат. Дали ќе биде од електронската сцена, дали ќе биде од XU просторите, дали ќе биде од, не знам, класичната музика, што е понудата на Охридско лето. Кога ќе повлечеме на црта некаде во септември, кога ќе кажеме кој се бил во Охрид ова лето, а таква ни е кампањата сите во Охрид, па приближно ни Бица не би имала таков лајнап на артисти и на звезди кои настапувале во тек на еден месец. Дали да почнам од Дарен Емерсон, дали да почнам од Роџер Санчес, Джак Джонс, Армин Ван Бурен, кој доаѓа, дали Дзукеро, доаѓа Масимо Савич, доаѓа Том Крафт. Во исто време правиме Бела ноќ која Масимо Савич ја отвора сезоната во Охрид оваа година. И во исто време и светски познатиот диџеј ќе има свој настап со неколку локални диџеи и диџеи од Македонија. И да направиме Бела ноќ како што има удоликува на еден град како Охрид. Од балканските звезди можам да ги издвојам Северина ќе има концерт, Цеца ќе има концерт, Марија Шерифовиќ ќе има. Двата концерти се во организација на БМЈ Медија Груп, во оваа прилика да истакнам. Се радуваме на соработката и со вашава телевизиска куќа и Медија Груп, ама и се радуваме на било која соработка, секој што сака да дојде во Охрид и да ја збогати самата понуда. Сакам да ви потенцирам една од најважните работи која сакаме да ја постигнеме не само во шпицот на сезоната, не само на 1, 2 и пред 1, 2 август. И онака градот е полн. Ние се радуваме на секој настан кој би бил пред и после, со цел да ја продолжиме туристичката сезона. Дури да е подолго да трае, предпоставувам, и во текот на септември. Па не само во текот на септември, да почне и порано, да почне и во јуни. Знаете, ние сме нова локална самоуправа, немаме ни што е зборот цела година направено, но изборите беа во октомври. Прв проект кој беше стварно посериозен и да направи разлика е проектот од 20 до 20 сите во Охрид. Да, токму околу тоа, колку беше тешко да се организира, колку е тешко да се донесат сите во Охрид? Па многу е тешко, посебно кога имате ограничени средства, немате предвидено буџет и мора да се снаоѓате и да си помагате со еден куп луѓе, но да направите една програма која ќе трае цел месец, а претходно било само да не речеме на селска игранка, кога само на најатрактивните денови се случувале некои настани по можност да не се случуваат, сега имаш понуда за цел месец, без разлика дали се концерти од балкански звезди или од домашни звезди. Тука имаш театарски представи, имате баскерфест, имате училишни представи, значи активности секој ден, изложби. Тоа беше комплексен синџир на организација и доволно ни покажа дека можеме да го направиме тоа, тркалот одново да врти и за нареднава година можеме да ви кажам дека уште сега почнавме да спремаме прославувањето на 20 до 20 2019 година. Така, пред да преминеме понатаму, ќе погледнеме уште еден од промотивните материјали кои што ни ги донесовте околу најавите за она што се очекува летово во Охрид. Macedonia, timeless. Ова всушност беше една кратка кампања околу културно-историските богатства кои што Охрид конкретно ги има, па во таа насока би сакал да ве прашам она што беше интересно за многумина туристи од странство што јас ги имав видено во Охрид,
беше алтернативниот селски туризам, меѓутоа освен тој алтернативен селски туризам и концертите кои што ги најавувате, имате ли некаков план за други видови на туризам во Охрид, бидејќи има навистина ресурси кои што може да се исцрпат за поголем профит и за повеќе туристи? Да, даваме поддршка, дал е развијан, не знам, медриличарскиот туризам, не знам, планинарскиот туризам, цела околина на Охрид е полна со планини, гледаме и руралниот туризам да биде развиен. Во исто време работиме и на инсентив туризам. Тоа значи што би правеле кога немаме сезона. Како да привлечеме луѓе да доаѓаат исто така во Охрид, без разлика дали да одржуваат семинари, дали да водат работилници. Знаете, не е само доволно дојди во Охрид, прошетај, во ноември не можеш да шеташ. Ладно, ќе прошеташ еднаш, ама сакаме да имаме конкретна понуда која ќе ги привлече еден куп заинтересирани луѓе да се трнат анонимно секој неви, да дојдат во Охрид и таа понуда да биде задоволителна за да останат повеќе. Така и она што исто така во Охрид е можеби еден од заштитните знакови е возењето велосипед, доколку не се лажам. Имате ли некаков план околу развивање на тој велосипедизам, на велосипедискиот дух и на можеби субвенционирање на возење велосипеди за да поттикнете повеќе употреба на ова алтернативно превозно средство, како и за намалување на загадувањето, меѓутоа и за зачувување на тој заштитен знак на охриѓани? Да, работиме на повеќе нивоа во однос на решавање на сообраќајот во Охрид и нудење поинаков пристап и поинаква алтернатива. Првенствено сега треба да ни излезе сообраќајната студија не само за централното градско подрачје, туку и за пренасочување на автомобилите и дестимулација на граѓаните. Знаете, во Охрид се е блиску, се е на 5-10 минути. Во исто време знам дека имам и другари кои работат на тури околу Галичица, околу другиве планини во Охридскава околија, Охридско-Струшкава околија и им помага на странски туристи кои доаѓаат со велосипеди, а тие само да му бидат водичи во случај некој нешто да заглави. Се прават патеки околу цело езеро. Има обиколки околу цело езеро кои се многу атрактивни и имаат многу живописен поглед. Работиме и на, знаете, досега ставање паркинзи за велосипеди била само една мисловна именка на некој како му текнело. Сега правиме стварно распоред низ цел град, забележувајќи на терен каде луѓето најмногу се френкветни со велосипеди. Исто работиме и на паркинг за мотори. Знаете, сакаме да направиме ред, а некако досега на кој кај ќе му стигне, паркирај се па и расправај се со полиција. Сакаме да направиме стварно да се знае редов и безбедност за во сообраќајот во исто време, која е многу битна, да не настрада некој. И работиме и на асфалтирање на, не знам, ево на пример Кеј Македонија, една од главните прометни улици во Охрид, точно покрај езеро, покрај самата ривиера. Не била асфалтирана уште од времето на поранешна Југославија. Никој не ни помислил да ја асфалтира. Ја асфалтиравме пред неколку дена. И работиме, имаме развоен концепт на Smart City. Се надеваме дека, не знам, во наредниве години ќе успееме да имаме и wireless електрично напојување на цел град, кога нема да има загадување. Нешто на што странските туристи се навикнати, претпоставувам, бидејќи тоа е пракса во цела Европа. Па не е само пракса во цела Европа, знаете, wireless во еден град да имаш, не секој град го има. Ова е нов концепт кој го имаат само, не знам, 2 града во Словенија и сега моментално цела централна Европа сака да биде развиена така. Во Охрид да го имате тоа како еден од првите градови на Балканов. Да немате загадување, да не го загадувате и езерото во исто време со пента, со бензин. Мислам, времето е неминовно, доаѓа тоа, само прашање на време кога би се имплементирало, кога би се завршило. Поради сите овие работи што ги наведовте, кои што не биле направени или кои што биле правени меѓутоа биле штетни за градот, можеби можам да констатирам дека по изминатово Охрид го загуби тој сјајна туристички град во Македонија, па во меѓувреме останатите градови кои што исто така имаат езера како што е Дојран или Преспа, можеби привлекува некој вид туристи со концертите и фестивалите кои што ги има, особено млади луѓе. Па така дали ги чувствувате овие два градови како конкуренција или пак можеби учите меѓу себе како да привлечете туристи?
Светски трендови мора да се пратат. Неминовно, знаете, мора да има соработка. Без разлика дали ние сме како бисер на Балканов, како град или ние не можеме да бидеме конкуренти со други излетнички или туристички места во Македонија, напротив, треба да соработуваме и да учиме. Колку што можеме ние да помогнеме, колку што можеме исто да научиме, цело време сме во постојана комуникација и со наши збратимени градови како Будва, како Котор. Разговараме и со Дубровник, бидејќи сите сме заштитени под УНЕСКО, дали како бидејќи Охрид е културно и природно наследство, други градови или се само културно или само историско природно наследство, цело време сме во комуникација. Охрид е во мрежата на Castle Cities и исто така во мрежата на градови на езера. Знаете, цело време разговараме на тоа, на решавање со отпадни води, решавање на деурбанизација на само градско на само крајбрежје. Се надевам дека од нареднава година веќе тие разговори ќе преминат и во пракса. Нешто ќе се реализира. Да се надеваме дека тоа ќе се реализира. Јас во оваа прилика би ви се заблагодарил за вашето гостување и како спомен за вашето гостување во Студио 1 ви подаруваме еден политички трилер од нашата Санта Аргирова, Времето на Перонов. И се гледаме во Охрид летово. Ви благодарам уште еднаш што гостувавте, а вие почитувани останете и натаму со Студио 1, следуваат останатите содржини и забавниот дел на ова Студио 1.